Добре дојдовте на уште едно ново видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн, но во ова видео малку поинакво ниво. Учиме за бонус видеа. После кратка пауза со снимање на бонус видеата, продолжуваме со снимањето на ново бонус видео. И тоа во ова видео ќе учиме за Einhundert Deutsche Verben, die ihr nicht kanntet. Или на македонски 100 германски глаголи кои не сте ги знаеле до сега. Ова видео ќе биде поделено, односно ова предавање ќе биде поделено на две видеа или два делови. И во секој од нив ќе учиме по 50 нови глаголи кои не сте ги знаеле до сега. Ако сте нови на каналот, следете не на Instagram како Германски јазик онлайн и кликнете subscribe исто на YouTube каналот за да ни дадете поддршка. Сега можеме да започнеме. Накратко, што треба да повторите за полесно да го совладате ова видео. Во видеата за ниво А1 по германски јазик имаме веќе снимено 3 видеа кои се поврзани со германските глаголи. Посебно во второто и третото видео имате примери за глаголи кои ги немаме во ова видео. Сите глаголи кои ќе ги сретнете во ова предавање се нови. Прв од глаголите кои ќе го учиме е глаголот auftreten или во превод настапува. Ќе дадеме пример како Ich werde unter einen falschen Namen auftreten. Или јас ќе настапувам под лажни имиња. Втор глагол aufwachsen или пораснува. Пример реченица Ich wollte, dass unsere Kinder dort aufwachsen. Јас сакав нашите деца таму да пораснат. Следен глагол е глаголот ausbreiten или проширува. Wollte die Arme ausbreiten, aber sein Körper war zu schwach. Тој сакаше да ги рашири рацете, но неговото тело беше преслабо. Имајте на ум дека некои од овие глаголи кои ќе ги учиме во ова видео, и тоа повеќето глаголи од ова видео, се спаѓаат во делливи глаголи во германскиот јазик. Поради тоа, конјугирањето им е различно зависно од реченицата. Во оваа реченица, например, овој глагол се пишува споен, бидејќи е во заедничка реченица со глагол кој е модален. Одиме понатаму. Ausnutzen или искористува. Ich werde deine Furcht ausnutzen, damit du bei mir bleibst. Јас твојот страв ќе го искористам, со тоа ти кај мене ќе останеш. Aussuchen. Во превод избира или одбира. Sie hätten sich einen anderen Job aussuchen sollen. Вие би требале себе си друга работа да изберете. Aufwachsen, плакне или пери. Von Montag bis Freitag wasche ich sehr früh auf. Од понеделник до петок перам многу рано. Ausfertigen или подготвува. Mein Assistent im Wohnzimmer wird Ihnen die Unterlagen ausfertigen. Мојот асистент во дневната соба ќе ви ги подготви документите. Следен пример, auswandern, во превод се иселува или емигрира. Nach Serbien in ein Seniorenstift auswandern. Емигрирате ли во Србија во старски дом? Auffallen, во превод штрчи или паѓа во очи.
Das wurde den beiden Kerlen ausfallen. Тоа двајцата момци би го забележале. Ansehen или погледнува. Wir müssen uns erst die anderen Räume aussehen. Ние мораме прво другите простории да ги погледнеме. Bearbeiten, преработува или уредува. Sie plötzlich einen Mordfall bearbeiten müssen. Вие одненадеж случај на убиство да преработите морате. Bereiten има две значења и тоа може да значи подготвува и исто така да има скроз поинакво значење или јава. Der Herr bereitet das Frühstück für die Dame. Господинот подготвува појадок за дамата. Brechen или крши, глагол кој може би го имаме сретнато во некој од претходните видеа, но не во глаголи. Sie brechen mir das Herz. Вие ми го кршите срцето. Begeistern или се одушевува или восхитува. Das Laufen wird dich immer begeistern. Трчањето секогаш ке те воодушевува. Baden во превод се бања или се капи. Пример реченица за овој глагол. Ich möchte darin baden wie in einem See. Јас би сакал да се капам како во езеро. Бумелн во превод на македонски денгуби. Ich mag es mit dir zu bummeln. Имаме направено една грешка, не треба дуа, туку дија. Јас обожавам со тебе да денгубам. Следен глагол befinden во превод се наоѓа. Wir befinden uns bereits auf dem Wege zu Ihnen. Ние се наоѓаме веќе на пат до вас. Bestellen или порачува. Ich bestelle dir einen Helikopter. Јас ти порачувам на тебе хеликоптер. Следен глагол beeilen, збрзнува или побрза. Исто и овај глагол мислам дека го имаме сретнато до сега во некој од видеата. Ich hoffe, Tom und Tim beeilen sich ein bisschen. Јас се надевам Том и Тим ќе побрзаат малку. Beantragen во превод побара или поднесува некое барање. Wir könnten bei Gericht beantragen, sie einzusehen. Ние би можеле од судот да побараме тие да ги согледа. Buchen во превод букира или резервира. Да видиме пример реченица Darf ich etwas für Neujahr buchen? Смеам ли нешто за нова година да букирам? Behandeln, лечи или третира. Sind Sie schon wieder einen Patienten behandeln? Третирате ли веќе повторно пациенти? Besitzen, не треба да го мешате со besitzen. Овај глагол означува поседува или има нешто. Du besitzt keine Papiere. Ти не поседуваш документи. Decken во превод покрива или заштитува. Aber sie darf keinen Mord decken. Но таа не може да покрие убиство. Durchziehen
или провлечува. Ich kann 6 Leute postieren, die das Ding durchziehen. Јас можам да поставам 6 луѓе оваа работа да ја провлечат. Entfernen се оддалечува. Entferne das Band von deinem Hals. Оддалечи ја лентата од твојата гуша. Entschieden решава или одлучува, исто и овој глагол мислам дека го имаме досега сретнато. Да видиме пример реченица. Haben Sie sich für das Henkersmahl entschieden? Се имате ли за последниот оброк одлучено? Einrichten има повеќе преводи и тоа најчесто уредува, наместува, опремува или монтира нешто. Einrichten eine Kamera so, dass sein Publikum kann sein Gesicht sehen. Монтирајте камера со што неговата публика може неговото лице да го види. Одиме понатаму, empfangen во превод прима или дочекува, но има уште едно значење скроз поинакво и тоа забременува. Ich kann Sie jetzt unmöglich empfangen. Невозможно е да ве видам сега. Einreichen поднесува или приложува. Er muss den Wechsel bei irgendeiner Bank einreichen. Тој мора промената во било која банка да ја приложи. Ergeben во превод резултира или покажува и едно скроз поинакво значење или се предава. Да видиме пример со едниот превод и тоа ergeben Sie sich. Во превод предајте се. Erledigen или извршува нешто. Ich muss zu Hause noch verschiedenes Pflichten erledigen. Јас морам дома уште различни обврски да извршам. Следен глагол einchecken во превод исто чекира. Er eincheckt und ein paar Stunden später wieder rauskommt. Тој се чекира и неколку часа подоцна повторно излезе. Eignen, што значи одговара или пасува. Ungeeignet für diese Aufgabe. Не одговара за таа задача. Следен глагол е глаголот фрезен или во превод крка, лапа или гнети. Ich hab gelesen, dass irgendwo auch Menschen fräsen. Јас имам прочитано дека некаде исто така луѓе јадат. Frieren или смрзнува. Sie schlang ihre Arme sich, als ob sie frieren würde. Таа ги завитка рацете околу неа како да се смрзнуваше. Feststellen или утврдува, констатира или забележува нешто. Да видиме пример реченица. Wieder einmal musste sie feststellen. Уште еднаш мораше таа да утврди. Hochladen означува прикачува или аплодира. Der Mann soll das in seinem Laptop hochladen. Човекот треба ова во неговиот лаптоп да го прикачи. Helften или преполовува.
Du helftest die Limone in 2 Stücke. Ти го подели лимонот на 2 делови. Herumstreichen, skita или talka. Wer weiß, wie viele von diesen Monstern noch hier herumstreichen. Кој знае колку од тие чудовишта се уште овде скитаат. Nov gлагол klingeln или звони. Einmal hörte irgendwo im Hause das Telefon klingeln. Еднаш слушнал тој некаде во куќата дека телефонот звони. Kündigen во превод дава отказ или Kündigung. Wenn das in diesem Haus so weitergeht, werde ich kündigen. Ако тоа во оваа куќа продолжи вака, ќе дадам отказ. Klarkommen се сложува или се разбира. Mit diesen Kunden musst du klarkommen. Со овие клиенти мораш ти да се сложуваш. Läuten или исто звони. Wenn Sie zu Ostern läuten, werden wir einen großen Tag feiern. Кога на Великден ќе задзвонат, ние ќе славиме голем ден. Следен глагол, глаголот lohnen, во превод наградува или плаќа некого. Es wird sich auch diesmal lohnen. Ќе биде и овој пат награден. Leisten ни е новиот глагол во превод дозволува нешто. Ich habe ein bisschen Schlafen geleistet. Јас имам малку спиење дозволено. Liefern во превод испорачува. Ich möchte, dass du mir eine Erklärung lieferst. Јас би сакал да ти на мене објаснување ми испорачаш. Münzen раситнува пари. In der Münze münzte man Gold zu Münzen. Во ковачницата се ситнело злато на монети. Предпоследен глагол за ова видео е глаголот pflanzen во превод сади. Weiß, wie man Palmen pflanzt. Тој знае како палми се садат. И последниот глагол за ова видео е глаголот regeln, во превод регулира или управува нешто. Да видиме пример реченица Alles wird sich viel eleganter regeln lassen. Се ќе се управува многу поелегантно. Тоа беше првата половина од ова предавање за 100 глаголи кои не сте ги знаеле до сега. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и се надеваме дека со ова видео ви се збогати вашиот вокабулар по германски јазик. За кратко време следува и вториот дел со нови 50 глаголи. Се гледаме во следното видео.